Урбани вести на Прва Скопска. Од утре на скопските улици ќе сообраќа нов автобус. Ова е веста на денот. Продолжуваме понатаму. Тешка сообраќајка пред Ситимол. Екипи на Црвен крст ги извлекуваа повредените од автомобилот. Од утре во Скопје ќе сообраќа нов автобус. Од утре започнува пријавувањето за субвенционирано купување велосипеди. 3D пешачки примени се цртаат низ Скопје за поголема безбедност на пешаците. Сообраќајот пред Ситимол денеска беше запрен. Екипи на тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст и на севера Скопје од искршено возило извлекуваа 4 повредени матуранти. Четворица матуранти тешко повредени, денеска со помош на екипи од тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст и благодарение на брзата интервенција на севера Скопје, беа безбедно извлечени од возилата по тешката сообраќајна несреќа, која се случи пред трговскиот центар Ситимол, како последица на конзумирање на алкохол за време на матурската вечер. Ова е сценариото под кое денеска се одвиваше вежба во организација на Црвен крст во соработка со Министерството за внатрешни работи. Симулацијата, како што соопштуваат од Црвениот крст на град Скопје, има за цел да ја подигне свеста на младите за совесно и одговорно однесување, неконзумирање алкохол и слични опојни средства, како и пренесување на пораката за грижа за сопственото здравје и живот. Црвениот крст на град Скопје и СВР Скопје во пресред на матурските прослави во нашиот главен град се вклучува во кампањата за подигање на свеста за користење на алкохол и управување со моторни возила во моментите кога адреналинот и еуфоријата на прославите допринесува да забораваме на се она што е околу нас. Сметаме дека со денешнава симулација ќе подигнеме свеста кај матурантите, кај нивните родители, кај граѓаните на нашиот главен град, да бидеме свесни во секој момент, заради тоа што во моментот кога конзумираме повеќе алкохол, управуваме возило со поголема брзина од дозволената, едноставно забораваме на последиците кои што следат. Мислам дека со овој денешен настан клубот на млади при Црвениот крст на град Скопје заедно со СВР Скопје ќе придонесе за посигурни матурски прослави во периодот што следи. Ристо Јавановски, главен инспектор во СВР Скопје, информира дека и оваа година се организира кампањата за безбедна матура, при што ги повика матурантите да не конзумираат алкохол за време на прославата и да го користат јавниот превоз и такси услугите, за да се избегнат сообраќајни несреќи. Една порака да упатиме до родителите, до сите кои што ќе бидат поканети гости на матурските вечери, да бидат повнимателни, да не конзумираат алкохол во таа вечер или доколку конзумираат, нека ги користат услугите на јавниот превоз, такси службите, се со цел избегнување на предизвикување сообраќајни незгоди за таа вечер. Се надеваме на овој начин дека ќе придонесеме да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот во пресред на матурските прослави и да ја подигнеме свеста кај сите и тие што слават и кај учениците, но пред се и кај родителите. Во вежбата учествуваа 15 волонтери, заедно со манекените. Од утре нов автобус ќе започне да сообраќа на линијата број 2. Станува збор за нов екоавтобус од полската компанија Solaris, кој има двојно помала потрошувачка од сегашните автобуси и ќе биде на пробно возење. Нов екоавтобус на газ за кој е потпишан договор со полската компанија Solaris од утре пробно ќе сообраќа на линијата број 2 на релација од Автокоманда до Сарај и обратно. Се работи за енергетски ефикасен автобус, наменет исклучиво за јавен превоз, со намалена потрошувачка на газ и направен согласно последните технолошки трендови во оваа индустрија. Исто така значајно за градот е тоа што овој автобус не го загадува воздухот. Ова е уштетен автобус кој е на пробно возење на улиците низ Скопје, откако претходно градот потпиша договори со Чириот мотор за електричен автобус и со Мак Автостар за автобус на газ кои што се обраќаат пробно низ улиците на Скопје. Градоначалникот Члегов посочи дека нивната заложба е Скопје да биде град со одржлива урбана мобилност. Споредбено со потрошувачката на старите дизел автобуси, овој автобус троши двојно помалку, што дополнително ќе ги намали трошоците за гориво на јавното сообраќајно претпријатие.
Најголема негова предност е што значително помалку или вкупно по 10% од она што го пуштаат во воздухот дизел автобусите ќе партиципира и односно ќе учествува со јаглерод диоксид. Наша заложба е Скопје од град ориентиран кон автомобили да стане град ориентиран кон одржлива урбана мобилност, што ќе биде од поголемо значење и од големо значење во напредување на еколошките стандарди за почист воздух и почиста животна средина. За градоначалникот Чилегов ова представува одлична можност Скопје да се збогати со нови искуства кои понатаму ќе може да се користат во планирање на модернизацијата на јавниот градски превоз. За оваа година во буџетот предвидени се средства за субвенции за набавка на екоавтобуси во висина од 100 милиони денари за ЈСП, како и за приватните превозници во висина од 20 милиони денари. Субвенции до 3000 денари ќе доделува град Скопје за купување нови велосипеди. Пријавувањето започнува од утре, а субвенцијата годинава е помала за разлика од минатата година, со цел да се дадат субвенции на повеќе граѓани. И годинава продолжува проектот за давање субвенции за купување нови велосипеди. Средствата за оваа намена обезбедени од буџетот на градот се во висина од 10 милиони денари, за субвенционирани средства во висина од 50% од цената на велосипедот. Но годинава максималниот износ ќе изнесува 3000 денари, за разлика од минатата година, кога максималниот износ беше 4000 денари. Оваа одлука која ја донесе Советот на град Скопје со цел да се овозможи повеќе граѓани да добијат финансиска помош при купување велосипед започнува да се применува од утре. Утре Скопје го распишува јавниот повик за доделување на субвенции за велосипед. Воведовме измени во правилникот со цел да овозможиме поголем број на граѓани да добијат субвенции, како и за прв пат да овозможиме на лицата со телесен инвалидитет да добијат можност да учествуваат на овој повик. Нашата цел не е да купуваме велосипеди за скопјани, туку да поттикнеме што е можно поголем број на скопјани да партиципираат на овој начин во јавниот сообраќај, односно да купуваат велосипеди. Со оваа мерка на градот која се реализира втора година поред се стимулираат граѓаните за помасовно користење на велосипедот како превозно средство. Субвенции за велосипед ќе може да добијат жители на град Скопје, кои треба да достават барање за надомест, копии од лична карта, трансакциска сметка и фискална сметка или фактура и извод од банка со датум од денот на објавување на повикот. Низ улиците во Скопје започнува акција за цртање 3D пешачки примени. Овие пешачки примени кои создаваат оптичка илузија ги тера возачите да ја намалат брзината на возилата. Вакви пешачки примени е предвидено да се нацртаат на црните точки во Скопје на кои се вози со голема брзина. Тридимензионален пешачки премин е нацртан на улицата Самуилова кај Музеот на современа уметност. Овој 3D пешачки премин е дел од пилот проектот на јавното предпријатие Улици и патишта, кој се реализира на улиците низ Скопје на локации кои се посочени како црни точки. 3D пешачкиот премин создава оптичка илузија со која изгледа како поткренат и ги тера возачите да ја намалат брзината. Директорот на јавното предпријатие Улици и патишта Сена Смејловиќ рече дека ваквиот начин на обележување на пешачки премени има за цел да се зголеми безбедноста на пешаците, а проектот започнува од околните и помали улици во градот за поусовршувањето да продолжи и во централното градско подрачје. Се уште се работи за некој пилот проект, нешто ново, што ова предпријатие само од себе изворно почнува да го прави. Ние решивме тоа да биде токму во музеот на современа уметност, значи нешто современо, нешто убаво, нешто модерно. Затоа пилот проектот го направивме на улицата Самуилова, кај е музеот на современа уметност, и чисто да видиме дали боите ни одговараат, дали машините, дали луѓето што го цртаат би можеле да одговорат на тие предизвици, затоа таму го почнуваме. Според директорот, ваквиот начин на обележување пешачки премини не го оптоварува дополнително буџетот на предпријатието, бидејќи се работи со сопствена механизација и со бои кои веќе ги користи предпријатието. Овој пример се следи по европските градови кои на ваков начин го регулираат сообраќајот и безбедноста на пешаците кои преминуваат преку улица. Според директорот, ваков пешачки ќе биде нацртан и на улицата Борис Сарафов во Ѓорче Петров кај основното училиште Мирче Ацев, каде што беше прегазено 10-годишно дете, а представува и црна точка поради близината на училиштето и често поминување на децата преку улица, а автомобилите се движат со брзина повеќе од дозволената.
Велосипедската патека на булеварот 8 септември е во завршна фаза и од следната недела ќе биде ставена во функција. Ова е дел од заложбите на градската власт Скопје да стане велоград и да се намали употребата на автомобили. Екипите на град Скопје забрзано работат на изградба на нови и реконструкција на веќе постојните велосипедски патеки. Во тек е изградбата на велосипедската патека долж булеварот 8 септември, за која се очекува од следната недела да биде ставена во функција. Целта на изградбата на нови велосипедски патеки и реконструкција на постоечките е да се стимулираат граѓаните почесто да користат велосипеди, а со тоа да придонесат за одржување на здрава животна средина. На 25 април во среда булевар Илинден по 7 пат ќе биде исполнет со учесници на спортскиот настан Ролеријада 2018. На трката учесници ќе бидат деца од 30 училишта од Скопје. На Ролеријадата ќе бидат доделени по 3 награди за неуспешните учесници во машка и женска категорија. Детскиот културен центар Карпош од Скопје во соработка со град Скопје годинава по 7 пат ќе организира ролер трка 2018, наречена Возиме кон иднината. Во оваа спортска манифестација ќе учествуваат училиштата од градот и околината. Целта на оваа рекреативна масовна акција е развивање на спортскиот дух на најмладите, како и создавање навики за спортување. Во манифестацијата Возиме кон иднината минатата година учествуваа околу 700 учесници, а годинава очекувањата се бројката да биде уште поголема. Учество на трката ќе земат деца од 30 и повеќе основни училишта од градот и околината. Манифестацијата ќе се организира на 25 април во среда во 12 часот. Стартната позиција ќе биде на булевар Илинден од пред фонтаната на градскиот парк, а учесниците ќе возат до клучката на булевар Илинден со улица Никола Тесла, кај јавното предпријатие Паркови и зеленило. На ролеријадата ќе бидат доделени по 3 награди за најуспешните учесници во машка и женска категорија. Со напредувањето на ролер спортот, градот ќе се збогати со уште една масовна манифестација, која има тенденција да прирасне во традиционална, а од година во година и се помасовна, велат организаторите. Со активности низ општина Газибаба, учениците од основното училиште Крсте Петков Мисирков и партнерското училиште Наим Фрашери од Тетово, учениците го одбележаа денот на планетата Земја. Тие на средбата со градоначалникот порачаа, без разлика на етничката припадност, сите заедно треба да се грижиме за здрава животна средина. Одбележувајќи го денот на планетата Земја, учениците од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Газибаба и Наим Фрашери од Тетово денеска беа во посета на општина Газибаба. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски на средбата рече дека учениците од овие две училишта се првите кои на символичен начин упатуваат апел за заштита на човековата околина, управувањето со отпадот како и запознавање со средината во кој живеат во Газибаба и Тетово, околу делот на загадувањето на двете општини и мерките кои што тие ги предлагаат со цел подобрување на човековата средина. На денешната средба градоначалникот Георгиевски најави учество на учениците преку изработка на проекти по повод 3 ноември денот на општината. Се до 3 ноември кој е денот на општината, учениците од 11 основни училишта во општина Газибаба и основното училиште од Тетово ќе изградуваат и планираат проекти кои што на денот на општината 3 ноември ќе бидат предложени како најдобри, мотивирани за да продолжат и понатаму. Нивните наставници и ученици исто така ги охрабрувам и ги мотивирам да оваа активност ја продолжат и во текомната 2019 година. Наставничката во училиштето Крсте Петков Мисирков Анита Ангеловска најави дека учениците денеска го одбележуваат денот на планетата Земја и по тој повод има подготвено активности низ општината. Во партнерство со основното училиште Наим Фрашери од Тетово, децата изработија брошури и флаери кои што ќе бидат поделени низ општината. Го истражувавме загадувањето на општина Газибаба и општина Тетово и предложивме мерки за заштита. Истовремено сакам да најавам еден голем проект кој што градоначалникот е носител. Јас како координатор ги вклучуваме сите 11 училишта од општина Газибаба и треба да постигнеме меѓуетничка интеграција и кохезија на учениците и наставниците од училиштата. Нашата цел е заедно да го прославиме денот на општината 3 ноември, кога ќе ги покажеме активностите кои што во мешани, балансирани групи ќе ги реализираме во текот на следниот период.
Младите се нашата иднина. Ние можеме да говориме на сите јазици, но воздухот е еден што го дишиме. Затоа треба сите заедно да се грижиме за почист воздух и здрава животна средина. Хабитат Македонија врши истражувања со кои би се утврдила состојбата со станбените згради и ги лоцира најзагрозените згради, чии фасади и кровови ќе бидат реконструирани по најповолни услови. Откако неудамна општина Ѓорче Петров потпиша меморандум за соработка со Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија, анкетарите од Хабитат стартуваа со работа на терен со цел да се направи истражување каде е најпотребно да се изврши промена на фасадите и крововите на зградите во Ѓорче Петров. Истражувањето ќе се врши во форма на прашалник за сите колективни станбени згради. Врз основа на резултатите од истражувањето ќе се оформи регистарот на колективни станбени згради и регистар на управители. Во регистарот на станбени згради ќе има податоци за состојбата на зградите од аспект на број на станови и структура до енергетска состојба. Последователно ќе се изврши селекција на така наречените најзагрозени од енергетски аспект, кои ќе се реконструираат. Условите и критериумите за аплицирање, како што информираат од општина Ѓорче Петров, ќе се дискутираат на седница на Советот. Денеска во Скопје имавме сончево време со умерена облачност со температура до 22 степен. За утре метеоролозите најавуваат претежно сончево време со температура до 23 степени. Во недела температурата ќе се движи во интервал од 10 до 26, во понеделник од 10 до 27, а во вторник од 10 до 26 степени. Тоа беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.